Во 1957 година во Социјалистичка република Македонија се формира Сојузот на пронаоѓачи и автори на технички напредувања, а 11 години подоцна беше формирано Друштвото на пронаоѓачи и рационализатори на град Скопје. Членовите на овие друштва иноваторството го преточија од хоби во нивна главна работна преокупација. Денес во нашава република во просек годишно се пријавуваат по 50 до 60 патенти во Сојузниот завод за патенти. Меѓутоа, за само 4 до 5 патенти се добиваат патентни исправи. Во стопанските организации низ републикава секоја година се иновираат неколку пати повеќе патенти без да бидат пријавувани од работните организации до Сојузниот завод за патенти. Да ја спомнеме само бројката од околу 4000 пронаоѓачи во републикава, од кои дури 200 се вработени во Скопската железарница. Еден од првите пронаоѓачи иноватори кај нас, кој целиот свој живот и дејност го посветил на својата најголема љубов иноваторството, е Боро Китановски. Во својата долгогодишна иноваторска дејност, Боро Китановски, како мощне активен општественик во областа на пронаоѓаштвото и неговиот развој, бил делегат од Собранието на Социјалистичка република Македонија во Сојузната комисија за доделување на Сојузната првомајска награда на трудот. Да ја спомнеме и неговата уредничка одговорност на публикацијата за изложбата Макинова, потоа издавањето на повеќе публикации, реферати и соопштенија за развојот на пронаоѓаштвото во Социјалистичка република Македонија и Југославија. Денес Боро Китановски е претседател на Сојузот на пронаоѓачите на град Скопје. Пронаоѓаштвото е главниот мотор што го развива секое општество. Технолошкиот развој се базира особено на развојот на иновациите. Јас како млад уште во 1940 година конструирав една направа за острење на жилети. Не беше повеќе мотивот од тоа да се заштеди на жилето, меѓутоа да се нешто направи околу иновацијата. Таа иновација пред 20 на години се појави и на излозите во нашава република и во СФРЈ како машинка за подкастрување на коса, нарошто младиве што и купува и ја подкаструва својата коса. Потоа работев во веднаш по окупацијата на нашата земја како конструктор, техничар во ложионица Скопје и се занимавав професионално со партиска работа, како илегалец, како илегален работник. И во 1944 година се најдов во партизанскиот одер Трајче Петкановски на планината Кадица, каде што бев заменик политички комесар. И веднаш приметив дека во базата на Кадица имаше една вреќа со разни материјали, така да од тие материјали констатирав дека може да се направат експлозив, може да се направат нагазни мини и кои што би могле да направиме акција. Така направив две нагазни мини и уште со 4 борци отидовме
кај Богомилскиот тунел ја миниравме пругата ноќе и то учествувавме во гледањето, во доживувањето како експлозијата го изфрли возот од строј. Понатаму со иновациите продолжив во 1900, после веднашка во 1945 година, каде што добив задача од областниот комитет на КП од Битола да дојдам во Скопје и за организирање на дирекција на железница, воопште на железниците во Македонија. Бидејќи Македонија немаше во тоа време дирекција која ќе управува со железниците. Направи една шема на организација на дирекцијата на железниците заедно со сите други незини единици. И таа беше на партиски состанок на кој што беше и членот на ЦК, Цветко Узуновски, Филимена и така натаму и други. И на тој состанок беше усвоена организацијата на дирекцијата на железниците, што јас ја изработив. И по незе се организираа железниците. Основен задаток во тоа време беше да се оспособа железниците како основна артерија за стопанскиот живот и за обновата на порушена Македонија. Така да во областа на иновациите сите луѓе работе на создавање на разни рационализации кои има за задача да се што побрзо изврши обнова на оноа што беше разорено од страна на германскиот фашистички окупатор. Јас во тоа време конструирав еден регулатор за заштеда на мазиво, на улје кај парните машини, кој што регулатор беше испитуван и покасно во 1947 година се деси еден многу голем удес, брзио воз од Белград влезе на затворен сигнал, беше магловито време и направи удри на товарен воз кој што беше лоциран во железничка станица Скопје. Тука се десија 3 жртви, имаше 3 жртви и повеќе разрушени вагони, локомотивите оштетени и така натаму. И загине еден мој другар Стаменковиќ во тој удес и веднашка се роди кај мене идеја да конструирам еден уред кој што автоматски ќе го закочи возот кога тој ќе го помени затворениот сигнал. Ова работа околу кочнициве ја многу добро ја познам, бидејќи како машин бравар за време на стара Југославија работев на одржување на пневматските кочници на возовите. Тоа е во сушност еден многу мал пневматски регулатор кој што се активира со антена монтирана на кровот на локомотивата. Кога локомотивата ќе помине на затворениот сигнал, односно предсигнал, бидејќи на предсигналот полугата стои хоризонтално, така да антената ќе ја допирни таа полуга, ќе направи еден мал нагиб, ќе испушти регулаторот воздух во атмосфера, потребен воздух и веднашка почнува да кочи возот. Ова што го зборувам беше испитано на една композиција кај Млин Балкан и се покажа многу успешно. Меѓутоа не отиде во производство заради тоа што министерот во тоа време Тодор Војасиновиќ, ја лично со него разговарав, ми рече дека ова е многу предвреме измислено заради тоа што ние имаме преча посла, како вика тој, да се обнове прво железниците, а не да се става и овакви модерни средства. И така до ден денеска не дојде до реализација, мада сега има и на друг начин да се активира, не на механички, туку електронски може да се активира овај регулатор и ден денеска во Југославија е ова прашање многу актуелно. Покрај моите преокупации со иновациите, кои што произлегуваат од потребите на тоа што јас го наблюдувам, се занимавам и со музика. Свирам инаку на саксофон и виолина. Свирам на саксофон, али немав саксофон и се роди кај мене идеја да направам саксофон за себе прво, а потоа и за други. Направив 2 типа саксофони, еден алт и еден тенор. И почнав дома кај мене да ги произведувам серијски. Сите саксофони однапред беа порачувани и разбира се откупувани како музички инструменти
како на пример виолини и други инструменти кои што се порачуваат. И саксофоните не може вака ни професионалци кои што свира и денеска на нив, може и да не зна дека јас сум за некој автор на тој музички инструмент и не може да поверува дека навистина може еден човек, вака еден саксофон, еден овако компликован, што се вели музички инструмент, да го направи рачно. Све е тоа рачна ракотворба, као што ги правил Страдивари и другите, Гварнери и така натаму виолините. За потребите на изработка на саксофоните, морав да имам струк. Конструирав едно мало струкче и се произведе во електромашинскиот училишен центар во Скопје. Идејата не беше само јас да го користам струкчето, меѓутоа документацијата да ја користи за сериско производство овој училишен центар. Да може учениците на него да стекнува и практична обука, од друга страна и да создава материјални употребни средства. Оти во тоа време, навистина помал дел така што ги произведува учениците може да има употребна вредност. И таа беше една од идеите. Струкчето е во Маврово сега моментално, бидејќи таму кога одам на активен одмор и подработувам на некои иновации, правење на модели и така натаму. После катастрофалниот земјотрес бев назначен за директор на Градежно-машински центар за образование на кадри по убрзани форми и методи, али центар кој требаше дури тек да се формира. Во него во тоа време дознав дека специјалниот фонд на Обединетите нации е спремен да финансира за изградба на еден оваков центар и направи јас проекат за добивање на техничка помош од специјално фонд на Обединетите нации, кој што проект беше усвоен од страна на републичките органи и доставен до Сојузната комисија за помагање на Скопје. По тој проекат се изградува и денеска постои Градежно-машинскиот центар, кај што јас долго време таму, скоро 20 години работев и се развиваше многу успешно центарот во корелација со потребите за кадри на градежното стопанство. Тоа е значајно, меѓутоа уште позначајно дека во него работеа 8 меѓународни експерти во траење од 3 години кои што го пренесуваа своето искуство не само во обуката за кадри, меѓутоа го пренесува искуството и за унапредување на технологијата во градежништвото. Се внесува нови технолошки постапки и така натаму. Јас, како човек кој што се занимава со иновации, веднашка забележав дека луѓето се мачат, со раце го сечат со најпримитивни овие макази, го сечат бетонскиот чели. Веднаш конструирав една машина во 48 година, која машина после 2-3 прототипа што ги изработив, ја прифати Металски завод Тито и ден денеска истата машина, нешто модифицирана според мои дополнителни патенти, ја произведува доста успешно. Понатаму, во исто време, работев на проучување на малтерисувањето. И ден денеска во Југославија, ретко каде, освен во Македонија, се врши малтерисувањето од еден слој. И во литературата пишува дека треба да се малтерисуваат зидовите со груб малтер, тоа е први слој, и после тоа завршен танок слој, заради тоа што наводно после сушењето пукал зидот. Меѓутоа, јас конструирав шприцалка една, која по пат на воздух се црпи малтер и се нанесуваат по пат на воздух на зидот. И испробавме на една кула на плоштад Слобота, во оквир на 7 градилиште Гранит,
да се измалтериса два стана од еден слој. Верујте дека никаква разлика нема малтерисувањето од еден слој и од два слоја. Друго, има карактеристики на тоа што неколку пати се намалува цената на чинјето по квадратни метар кога од еден слој се финализира овај зидот. За едно мое уште поголемо задоволство, во минатата година во декември месец, една машина за малтерисање која јас сум ја конструирал, ја купија во граѓевинар Ниш. Тамо се демонстрира на поголема група граѓевинари од СР Србија и му покажав како од еден слој навистина се врши малтерисување. Беа изненадени. Пукотини имаше на зидовите кои што беа измалтерисани од два слоја. Додека кај овај од еден слој, само разбира се тука рецептура треба да се тачно пропише. Од еден слој, еве, како што кажам, не пука. После утврдувањето дека може да се изведува малтерисувањето од еден слој по пат на нафрлување малтерот со компримиран воздух, добив идеја да конструирам машина за правење, пумпање и прскање малтер. Навистина таа машина за релативно кратко време ја конструирав и негдека истовремено му ја понудив на завод Тито да ја произведува. Меѓутоа помина едно 4-5 години во изјаснување на завод Тито дали конечно ќе ја прифати или не, и наодзади не добив некој позитивен одговор и требаше да се уште и понатаму чека, така да потоа му ја понудив на Емро Кавадарци, па на Коце Металец, односно Металец од Битола, и така кај нас никој не покажа интерес за да ја прифати, да ја примени во производството. Метал од Прешево, кој е сега во состав на СОУР Гоша од Смедеревска Паланка, градеше фабрика и дознал дека јас имам иновации и дојдо ги прифатија сите иновации што ги имав да ги произведуваа. И навистина голем број од моите иновации се во сериско производство во СОУР Гоша. Машината за малтерисање представува навистина една југословенска, прва југословенска конструкција на машина за малтерисање, бидејќи таа е целата составена од повеќе агрегати. Во секој агрегат има нови конструкцијски решења, која што е многу поефикасна, полесно се ракува отколку до сега увозните од Пуцмајстор, Пуцробот, Рема и така натаму. За мое задоволство, машината е испитана на зградата на телевизија Скопје, која е висока околу 96 метара, и догоре мојата машина има транспортирано малтер и тоа правен само од усимал песок и вода, каде што е отпорот при пумпање многу поголем од колку кога има и вар. Машината сега се произведува сериски и има тенденција да таа се извезува ван Југославија, а може да се извезе и лиценца за производство, за продаја на лиценца на други инострани фирми за производство на оваа машина. Ова машина е наш производ кој произведуваме тука во сите делови во Металец Прешево. И тоа е добро што не увозуваме низни делови, сите се наши производ, а имamo добар коефициент за терање на малтер, негде висина тераме околу 120 метра. Право вертикално 100 метра сме испробали до 105 метра, а хоризонтално малку 120 метра. Има капацитет негде околу 3 кубика на саат. Околу 18 мешалите, само треба најмалку 5 души да работат со лези. Иначе не може да задоволи ако има помалку луѓе. После
ова конструкција конструира друга машина за малтерисање, слична на ова, меѓутоа има нови конструкцијски решенија. Друг е распоредот на агрегатите, има потполно ново конструкцијско решение на пумпа за малтер, која со еден ексцентар покренува два клипа во пумпата. Исто така има и други поедноставни решенија кај другите агрегати и ова машина за малтерисање чека на произведувач во Републиката или во земјата. Понатаму во моје истражување во областа на иновациите, конструирав една нова машина за сечење на бетонски челик, која е многу поусавршена од првата. И таа е дури содржана во проспектот на Металски завод Тито, како комплементарна на првата машина, да сече помал пречник на челик до 28 мм. И таа машина беше понудувана во нашава република, меѓутоа не е прифатена и се произведува серијски во СОУР Гоша. Понатаму конструирав едно универзално брзомонтажно градежно скеле. Скелата се монтира 5 пати побрзо, без клучеви, отколку класичната скела. По незе конструирав една друга, уште поедноставна, побрза монтажа и посигурна скела, како што е ова на база на незе и се вика подобрено решение на универзална брзомонтажна градежна скела. Ова што е подобренава чека произведувач. Конструирав една монтажна скела за внатрешни градежни работи. Наистина ова е голем проблем кога ќе дојде внатрешните работи да се обавуваат. Работниците зема разни импровизирани средства, на нив се качуваат, не се сигурни и затоа и не може ни квалитетно да изведува градежните работи. Конструирав, мада тие се познати, рачни свиткувачи за узенги. Една многу успешна иновација, постои прототип, испитан прототип, тоа е рачна хидравлична преса за сечење на челични сајли и каблови. Чека на произведувач. По дискусии со други мои колеги и другари, добив идеја да се изработи, да се конструира еден шатор кој ќе се монтира на земји, ќе биде корисникот изолиран од влага, вода, ветрови, инсекти и така натаму. Така се роди и го конструирав овај шаторот со куфер за кампирање. Така се вика шатор, со куфер за кампирање, кој што се носи на кров на автомобилот, а се монтира долу на земја. Во двете полутки од куферот се спија, или едната се служи за спиење, другата за дневни боравак или канцеларија. На истиот куфер се надодават конструкција која е многу едноставна, од цели шипки за дневен престој. Два типа се конструирани на овај камп куфер и мислам дека неговата примена е огромна. Огромна е во толку што тој може да го користат настрадани од војни, настрадани од поплави и други непогоди. Може да го користи широко од граѓанството. Исто така работниве организации за своите работници ќе ги користат на излетничкиве места овие камп куфери, затоа што през летото ќе се постават куферите комплетни, внатре целокупна опрема ја содржат, а кога ќе заврши сезоната се пакуваат и се склонуваат на едно одредено место. Во камп куферот учествува и Христовски Владимир, кој што е специјалиста за полиестер, така да и тој е еден од коавторите. Како јас што сум коавтор на неговата плекси антена.
Сите презентирани иновации и оние што не се презентирани се заштитени во Сојузниот завод за патенти. За еден дел имам добиено патентски исправи кои што изгледаат овака. А за некој постапката е во тек на добивање на патентни исправи. Зашто моите иновации се применети во стопанството? По големиот дел. Видете, формулата е во тоа што јас на стопанството не му нудам идеи, туку му нудам комплетна техничка документација со конструктивно решение, каде што корисникот нема што повеќе да тој ангажира луѓе кои што би повторно нешто додавале, конструирале и така натаму. Така да, кога ќе му дадам документација за изработка на прототип, понезе и исклучиво понезе се изработуваат прототипот, па после тоа се врша корекција на тој прототип, се модифицира документацијата за нулта серија и после нултата серија се уште, ако треба корекции, се коригират и така се доаѓа до утврдена документација за серијско производство. За сите овие пронајдоци, јас му имам дадено на договорните страни комплетни технички документации кои што јас ги имам изработено со моите деца и некои други соработници надворешни. Така да во тој однос, значи, проблеми нема во однос на самото прифаќање доколку е заинтересиран корисникот да го користи пронајдокот. Имено и покрај што јас како автор му нудам техничка документација и му давам глобални насоки во однос на испитано тржиште. Колку, каде ќе биде употребени и така натаму. Така да во тоа комплексно согледување корисникот има можности навистина од сите аспекти да го согледа прифаќањето или одбивањето на понудениот производ. За својата неуморна работа, активност и придонес на ова поле, Китановски е добитник на повеќе награди, плакети, признанија и медали.